Владата на Швајцарија дава голема финансиска и техничка поддршка за реализација на проекти за заштита на природата во источниот регион, вклучувајќи и општина Кочани, а целта е да се обезбедат подобри услови за живење на местното население. Ова, меѓу другото, беше речено на работната средба што во локалната самоуправа на Кочани, амбасадорката на Швајцарија Сибиле Сутер-Тајада ја имаше со градоначалникот Димитровски и неговите соработници. Првата официјална посета на амбасадорката Тајада била на нејзино барање, со намера да се запознае со развојните проекти што се финансираат во регионот што првпат го посетува. Таа рече дека пријатно е изненадена од иновативноста на проектите во кои се вложуваат средствата во комуналната инфраструктура, а посебно во земјоделството и производството на органска храна. Денеска дознав дека производството на ориз во овој регион е од огромно значење и затоа сум многу задоволна што се обидуваме да помогнеме да се произведе оризот на еден поеколошки начин или начин кој што ќе биде попријатен за природата, но и за самиот квалитет на ориз. Тоа значи дека овој пат се обидуваме на едно експериментално поле да се произведе ориз, но со примена на наводнување капка по капка. А тоа значи дека ќе се користи многу помалку вода, многу помалку пестициди, а квалитетот на оризот треба да наликува повеќе на органски квалитет. А од друга страна тоа ќе значи повисока цена на производот. Or you will be able to sell it at a higher price. Швајцарската амбасадорка додаде дека се очекува наесен после жетвата на оризот да се види дали проектот ќе има позитивни резултати, иако според досегашните анализи тој се покажува како успешен. Освен за иновативниот начин на производство на оваа земјоделска култура, на средбата во локалната самоуправа на Кочани се разговараше и за проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води, што го финансира владата на Швајцарија. Исто така стана збор и за други проекти што се однесуваат за заштита на животната средина во регионот, како и за поддршката за организирање на проектот Форуми во заедницата.